Иако на терен се секојдневно, градежните инспектори во Штип не можат да излезат на крај со дивоградбите. Објекти од секаков тип никнуваат на сите страни од градот, а нивните инвеститори се похрабри и поодлучни во градбите на диво. Во многу случаи, тврдат градежните инспектори, објекти од темел до кров брзо се градат како во Кина, односно за само 48 часа. Нови куќи окупираат како едно парче 4x4, после тоа целта им е тоа да го легализират, да стават рака и после тоа се прошируваат. Спречиме, на време откриме, за 2 дена дигат столбови, покриват се. Во темели од петокот до понеделникот, додека ми кажат дека е во темели, на лице место е веќе покриена и немач гледа се дури да гребнеш ке падне и малтерот од бетонот, од столбови. Секој дел од градот, тврдат инспекторите, постојано се контролира и решенија се пишуваат како никогаш досега, но инвеститорите нивните решенија за рушења ги игнорираат ладнокрвно. Превентивно не се рушат започнатите објекти, практично немат страф и нелегалната градба и покрај тоа што има и записници, и решенија, и наше присуство, меѓутоа гледам дека не е забрана. Поради ова, инспекторите јавно и реално признаваат дека се борат, но и дека на крај со дивоградбите не можат да излезат. Јасно е, гледаме колку е бесправната градба. Зема многу, зема замав и се уште зема, со тоа што се пролонгираше и барањето за поднесување барање за легализација до 31.12.2018. И го имаме, и вечно ќе го имаме тај проблем со бесправните градби. Кажуваме и по медиуми дека се што ќе се затекне со решение од градежен инспектор не подлежи за легализација, ама не можеме да се секаде одговори со решение. Во прилог на ова се и бројките кои потенцираат дека за една година се напишани 112 решенија за уривање на дивоградби, што практично е по една на секој 2 работни дена во годината. Бидејќи се потврдува дека и ова е малку, претпоставка е дека локалната самоуправа ќе бара вонредни решенија за овој проблем, но како тие ќе се дефинираат, останува да се види. Колку дивоградби во меѓувреме ќе се изградат и што после со нив е крајно неизвестно.